Германскиот весник Die Deutsche Zeitung во репортажа за тоа што се крие зад проектот Скопје 2014 во Македонија открива дека не само што се потрошени огромни суми пари, туку се прекршени авторските права на архитекти и нарушени се меѓународните позиции на државата. Во текстот под наслов "Зад фасадата на Скопје 2014, примитивниот проект на Груевски" се цитира изјава на архитектот Славко Брезовски, автор на стоковната куќа Нама на плоштадот Македонија, кој вели дека се противел на промена на фасадата, но таа сепак била променета иако законот забранува да се менуваат дела на архитекти кои се заштитени со авторски права без нивна дозвола. Основниот суд Скопје 2 за нова вели дека добило тужба за мобинг против екс-председателот на Кривичниот суд Владимир Панчевски, но таа допрва треба да биде дадена на разгледување. Тужбата ја поднел Горан Стаменковски, вработен во секторот за човекови ресурси во Кривичниот суд. Стаменковски го тужи Панчевски за мобинг во врска со прераспоредувањето на работните места на вработени во судот. Стаменковски смета дека тие прераспределби се правени по лична желба на Панчевски без запазување на неговите стручни квалификации, а освен тоа парично го казнувал без никаква основа. Во Франција, во одвоени акции на полицијата во Киньо и Тулус уапсени се 3 лица, од кои едно е осомничено за планирање на напад на новогодишната ноќ, јави Ројтерс, повикувајќи се на полициски извори. Првиот уапсени е познат на полицијата и за него има сомнение дека планирал да изврши напад на 31 декември, другиот пак планирал напад на полицијата. По неодамнешниот напад во Берлин и во Франција и во Британија, зајакната е безбедноста на местата кои ги посетуваат туристи.